Речиси 140.000 евра казни ќе ги чини непочитувањето на полицискиот час граѓаните од источниот регион од неговото прогласување до денес. Најнеодговорни и ноншалантни кон мерката која здравје и живот значи имало во речиси сите 11 општини во источниот регион, но отпор кон државната заповед најмногу дале во Кочани. Според официјалните податоци на јавното обвинителство на Македонија, дури 30 граѓани на Кочани биле можеби на вистинско место, но не и во вистинското време. Нив заедно ова сега ќе ги чини најмалку 60.000 евра. Зад Кочани следуваат 18 бабаити од Делчево, за кое побарана казна од 36.000, па Штип со 15 временски престапници, за кое побарана глоба од 17.000 евра. На листата за наплата следуваат и 8 лица од Свети Николе и 4 од Берово, за кои се побарани казни од 14.700 и 1.100 евра. Од овие податоци може да се види дека сите предлози за казни се различни, што значи дека државниот стап сите исто нема да ги боли. Причините за ова се следните. Доколку е поднесен предлог за изрекување на казнен налог, тогаш висината на паричните казни е од 10 до максималните 100 дневни глоби. Најмалата вредност на дневната глоба е 1 евро, а најголемата до 5.000 евра. Објаснува Елизабета Недановска од јавното обвинителство. Според така нареченото конзервативно сценарио, најголемата казна за овие лица е 137.800 евра, но може да биде и помала. Ова зависи од тоа дали казните ќе бидат платени, дали некој ќе одлучи да ги замени со затворски или можеби ќе тужи, па низ судска постапка ќе се утврдува тежината на делото, дополнува Недановска. За сега најголемата казна во државата ја има добиено Штипјанец и таа изнесува 5.000 евра.